Без стивок, бојкот и обструкции од колегите членови ќе продолжи работата на судскиот совет. Со ваква надеж Весна Дамева се врати на претседателската функција во советот. Прво оставка си поднесе досегашниот претседател Сашко Георгиев, за да може судски да ја спроведе одлуката на управниот суд, кој оцени дека незаконски и без соодветно образложение била симната од претседателската функција. Јас не очекувам ниту од еден член на судскиот совет и не би сакала да верувам дека дали на тивок начин или гласно ќе обструираат работата на судскиот совет, бидејќи ова не е парламент да има тивок бојкот. Ова е судски совет, има предвидено начини, механизми и активности кои што треба да ги спроведува и очекувам судскиот совет понатаму да продолжи да работи без било какви инструкции, а секое обструирање на работата на судскиот совет, секое непостапување, недоаѓање на седници, си има пропишана законска процедура и понатаму ќе се санкционира. Георгиев подсети на критиките кои беа испратени на адреса на судскиот совет и не жали што раководел со највисокото судско тело изминативе 10 месеци. Во овој период дадов многу од себе. Како претседател на советот, во таквите услови и амбиент, советот работеше и функционираше, а јас се чувствував како баланс помеѓу нас колегите, помеѓу сите реални проблеми во тековната работа. Морам да истакнам дека дадов се од себе, тоа е моја перцепција, дали ќе се сложиме со тоа, секој индивидуално нека оцени. Првата наредна седница ќе ја закаже и Води Дамева. Судскиот совет сега ќе ја проверува и законитоста на сите одлуки кои беа донесени од мај до денес по незаконското разрешување. Членовите и вратената претседателка свесни се дека критики има, но не се согласуваат дека легитимитетот на советот е доведен во прашање. Холандскиот амбасадор откажа проект со судскиот совет, бидејќи телото го нарече нелегитимно, а американската амбасадорка е загрижена и разочарана од работата на највисокото судско тело. Кренар Лога, министерот за правда, бара начин за реизбор на членовите со законски измени, тоа што алармираат невладините со месеци. Последно кон критиките за судски се приклучи и претседателот на владата Ковачевски.